Почитувани дами и господа, любители на ликовното творештво, Струмица била и останала значаен културен център в Македония, па и надвор от границите на нашата земя, а еден от главните стожери на севкупното струмичко живење е секако ликовната уметност, но не само поради дългогодишното постоење на меѓународната струмичка ликовна колонија, туку и поради ликовните уметници кои се раѓаат и творат под оваа наше струмичко небо. Едни генерации ликовни творци заминуваат, други доаѓаат, па сведоци сме на успешен обстој на комбинирана ликовна култура во нашиот град. Еден од најистакнатите и најпродуктивните творци, кои го одбележуваат актуелното струмичко ликовно милие, е без сомнение познатиот струмички и македонски сликар и мозаичар Александар Филев, кој својот генетски код заедно со собствениот влог и љубовта кон уметноста ги преточува во изворедни ликовни продукти, кои се вистински специјалитети за љубителите и добрите познавачи на ликовната уметност. Тие дела станаа препознатливи за неговиот творечки стил и креативен сензибилитет, па така многумина ликовни сладокусци денес можат непречено да детектираат неговата експресивност, да покажат кон некое дело кое прв пат го гледаат и да кажат тоа е Александар Филев. Ретки се тие ликовни творци кои верно му служат на стилот, кои го негуваат и како такви стануваат препознатливи за најистенчените вкусови од ликовната публика. Вечерва имаме задоволство да уживаме во една исклучителна изложба на Филев, која авторот ја насловил нескротлива енергија, преку која, како да сака, во исто време да ја покаже собствената творечка енергија и енергијата на делата кои ги создава. Тоа е таа комуникација помеѓу делотворецот и делото, преку која сликата му возвраќа на авторот за неговиот вложен труд. Тоа е таа заедна и сродност која можеме да ја наречеме на љубовта со љубов. Во оваа импозантна бројка од 100 дела, со подписот на Александар Филев, работени во техника масло на платно, а создадени во последните 3 години, ќе препознаеме исклучително мокни суштества како што се конјот, бикот, орелот. Ако конјот е символ на моќта и издржливост, бикот на силата, плодноста и доминацијата, а орелот на слободата и воинственоста, тогаш заеднички именител на оваа племенито животинско тројство е енергијата која најчесто е нескротлива. Таква енергија не признава мали пространства, па може би токму затоа Филев најчесто ја спаструва на големи платна, давајќи и слобода каква што заслужува. Сликарот и мозаичарот Ѓорги Томовски за творештвото на Филев меѓу другото ќе запише: неговото сликарство изобилува со енергичност во сите своји форми. Исклучително богатиот колорит ја најавува експресијата која избликува од умешните творечки потези, растреперувајќи ја целата површина на сликата. Градејќи ги тоновите низ рафинирани и хармонични контрасти, тој само ја зголемува драматиката на овековечениот момент во кој времето застанало во кулминацијата на збитнувањето. Тој не се плаши ни од сонцето, ни од височините и со икаровото бестрашие се обидува да се видне помеѓу небеските широчини, каде интензитетот на емотивните заплети го заслепува окото на обичниот наблюдувач. Тука тој вешто едри низ просторот на сликарските одисеи, не плашејќи се од стихијската сила на ветровите, бурата и огнот. Тешко е да се одвои одреден квалитативен сликарски елемент во неговото уметничко дејание. Тој владее со целиот потенцијал на расположливи компоненти и во изравнотежен енергичен сооднос
магично успева да ја развие својата сликарска рапсодија на еуфониските тонови. Почитувани дами и господа, мајсторот на сликарството Димитар Филев, таткото, на Александар Филев, синот, несомнено му дарувал скапоцен дар, а тој дар не само што останал да сјае со својата скапоценост, туку со многу љубов и нескротлива енергија станал уште посјаен. Како резултат на тоа, денешниот делник за сите нас е вистински празник. Празник на уметноста, празник на очите и празник на душата. Со желба да бидеме сведоци на уште вакви празници, сакам да му честитам на Александар Филев на оваа прекрасна изложба и да му посакам уште многу високи творечки достижи. Со такви искрени желби, изложбата ја прогласувам за отворена.